Evo paviončići idem, a koji znае da li da dom raspani i nose torbite ili prazne li sa. Baš će vidimo. Ovoj paprav se naredi, Bog da čuva. Bacire, za mog glav skasija skap. Ako utre parička ti najdeš tuka. I šubao se pozdravim. A još jedno. Hop! Bacire, be. Zdravo. 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 Gospodine predsjedatelja, sve što stavite, sve napravimo. I tako. Baš me briga da ti kažem. Разбира се. Туку го снимивте ли К-15? Да, Богу. Имено е Бачире. Столе, да и верувам ли на ова Столе? Нема грешка, у реду е. Столе. Туку да не закасниме за вечер. Нема, ја нареди да не спочнуе додека ти не дојдиш. А ако почне? А? Имаат духовитост, имаат непредвидливост, имаат симпатичност, направија ликови. Мислам дека се стварно супер. Десет, 90. Доведеме тука, и се заведе, тя да наредно, и тук има некој автобус на градски стоваки, и те не ти ја плахна. Вие ти да заснем. Те се на автобуска за станица, колку сати. Вие искате да гледам се, глупа локалността, ја говорам, мислим, не остава. И после по много, да. Не знам тук да ми дадам мене. А защо не я подава, бе? Не, съм наистина, не знам. Он няма смисъл, защото ние ведем. Те служи, аз не се писали, я не знам, всичко ведем, няма. Я не знам. Благодаря. Благодаря. За гледаци, това ще бъде някъде. Много наследно, и що? Разпределен с други информации, като сега малко по-късно. Миле паника, айде на телевизия.
дай уште едно. Джокер плюс? Да. Не иде, а? Како бе да иде 1000 дедара, дай уште едно. Ај, мајстор Миле, Дай ми и бе. мене уште едно. Точно малер денес, а? 10.000 дедара, за баце 3 джокера, ќе добием 80.000 марки, али и со 100.000 се живи. Дай уште една. Дай уште една. Ајде, спредеме малце, бе, батка. Ајде, шо. Ајде. Дај друго. Не иде, бе. Па, добив. И не иде. Те. Тошо, гостен Тошо! Овој ги заборави во овие празниви? Ако да ми береде коверат од Дезда, да ако пратиш 5 овакви што немаат ништо, дека може да ти излечат и да добиеш поло. Дезда очигледно. Ама, слушај, Миле, Ептен мајстор си за гребање. Ја, Иде Ептен, а? ово де е ништо, да видиш со Тошо ко бевме у Индија пред една неделја, ко влеговме у еден бар и женски и дики тамо 5 комада овака се наредива, викам Тошо, сега ќе ги гребеме женскиве и го викам, мала, дојде една, ја ја изабрав така, доваѓа и да тоа тачката го фат, вака само, цик, на 2 бути и ауто. Он ме гледа Тошо и он изабра една вака цик која огреба, кој рече то крв, па ја однесова на шивење, не можева да ја састават. Него, слушај, и да беа сега да ги пратам ова стречкиве што не добитни 5 комада, за да ме излечат за пол. Чекај, тие не се испраќаат, тие се оставаат, ние ги собираме во продавниците на лотарија на Македонија и после директно ги носиме на излекување. Нема Па потреба. онда ја идам со париве што добив, да ти викна пиво, да не си брдал, одба стигам. Здраво, Миле. Quando scoprite una novità e trovate un gusto nuovo per sentirvi diversi nei momenti più della vostra vita, quando sapete che cambiare vuol dire fidarsi della qualità, cambiate in dolcezza con il nuovo bagnoschiuma al latte San Marconi, dolce sulla pelle, delicatamente profumato. Con il suo pH neutro non altera il vostro equilibrio superficiale e con lo shampoo per bambini è una nuova linea per tutta la famiglia. San Marconi, bagnoschiuma al latte, baby shampoo, crema lavamani. Il gusto italiano. На почетокот на овој разговор добро би било да ни кажете колку К-15 беше претходно осмислен рационално концепт за да се појави во телевизискиот етер на таков начин на кој се појави. Не знам с кого да почнам. Со батка. Па, факт е тоа дека емисијата сега вака кога ја гледаме од попоминати, да речеме, 13 епизоди, мислам дека толку беа. Факт е дека искача дека се работи за еден концепт кој е претходно не знам колку договаран, кој е работен. Меѓутоа, мислам дека подоцна разговорот ќе се сложат со мене и мои почитувани колеги. Кога се собравме да го работиме К-15, не тргнавме од некој одреден концепт, туку тргнавме да правиме емисија во која што ќе третираме проблеми, дека парчињата што ќе ги правиме внатре, ќе ги правиме онака како што ние ги чувствуваме. Сега тоа што нашите размислувања се поклопија, да речам, со глобалните размислувања и сваќања за хуморот и сатирата у телевизискиот медиум, дојде многу добро, легна кај народот и полека емисијата си доби една физиономија која што течеше така како што течеше од самиот почеток до крај. Така да за некоја однапред договорена концепција мислам дека не може да стане збор. Дали се согласувате и вие по ова прво прашање заедно со Бог? Да. Да. Ја мислам дека тоа е тоа. Мада не го разбрав баш све, али тоа е тоа у главни црти, мислам. Од прилике.
Бубо, како беше таа втората реченица што ја каже, не ми, како рече, контекст ли беше, концепт? Опа! Добре, дечки. Борба! Хоп! Стоп! Тоа е спорт тако звани бокс, врло плебедита вештина, со него се занимават високо интелектуалци, ово е инженер, овој другиот момак што е из Русија, ој е лекар и се разликуваат по тоа што ово има црвени гачици и бела мајцка без ова, има црвени гачици и ова. Овој носи 42, овој 43, тој на камера лепо се види и одако. Иначе, основни удари у боксот са директ, тоа е ово, тоа е директ, онда има индирект, тоа е, уствари това, у ногомет беше да има корна и педало, брш, брш, и одако ово, има исто кроше, тоа е ово, има исто аперкат, тоа е ово, и аперкат има, и углавно и са за това. Ова е... Мајсторе, лош ден. Добро, добро. Јеби. Добар сум ја, добро. И тогаш играва Джајич, Ачимович, Каталински, Бела. Ја мислам дека К15 е најзначајниот ТВ материјал што се појавил воопшто на просториите Македонија. Прво заради тоа што е многу автентичен и оригинален израз, она воопшто не е копија како што сакаат условно речени интелектуалните медиуми да ја прикажат, не знам, летичкиот циркус Монти Пајтон или на како се каже таа Цараево, овако. Туку мислам дека е мощен и оригинален еден клип стрип што иде на телевизија, кој што пред сите нации има една основна цел и идеја да насмее. Исто така мислам дека е многу битно за македонските ТВ простори прв пат да се направи на еден ТВ серијал кој што е во вистинска функција на оно што се вика ТВ комерцијално ТВ производство. Односно најверојатно тоа ќе биде и темелот и урнекот како во Индија треба да се произведуваат ТВ серијали. Това утро стада брадо, си ги избив сабите. Време беше заебано, гледа влажни сатарабите. Сто е завртало, пошто влажни сатарабите. Ето, девојче бало, да, треба да лежеше. Јас отидов близу него, го вадив за раката. Това толку пепетиса, ја пуштив и другата. Ја, јо, без е лакото. Ја, јо, мене ми е неското. Ја, јо, без е лакото. Ја, јо, мене ми е неското.
Bori popepe izgore Trg gdje jaci karata De Bori pope brti palku Bi se zdrvi rakata Ajde bi bilo raka bila babo Tukja karav sevda Ajde bi bilo raka bila babo Tukja karav sevda Ja, jo, nek se ide lako to. Ja, jo, mene nije nezgodno. Ja, jo, nek se ide lako to. Ja, jo, mene nije nezgodno. I to. И половина в райската градина се сретнаха двама, кавалир и дама. Ja, jo, nek se ide lako to. Ja, jo, mene nije nezgodno. Ja, jo, nek se ide lako to. Ja, jo, mene nije nezgodno. Ja, jo, nek se ide lako to. Ja, jo, mene nije nezgodno. За да се реализира една ваква телевизиска емисија, како што имавме можност да видиме, сепак се бара одредена, бидејќи телевизијата е таква, бара некои одредени строги правила, работа, динамика, некоја, не знам, сценарио, книга на снимање и така натаму, бидејќи познато е дека имаше една стална екипа што го работеше К15 од она што беше зад камерите. Динамика имаше, али строги правила не. Не би рекол дека станува збор за строги правила. Пази, као што кажа Бубо, не беше на некој начин, не се работеше за некој однапред испланирано сценарий. Се одеше некако спонтано, нормално. Постоеше динамика да се запази рокот, пошто беше договорено, рецимо секоја втора среда, првиот циклус одеше секоја втора среда. Вториот оди секоја втора сабота. Меѓутоа, у тој размак временски измеѓу тие две епизоди работевме некако без правила. Затоа што епизода за епизода се правеше тоа сценарио, се бира објекти, едноставно се одеше некако спонтано. Она што е, сакаш Бранко нешто? Да. Немаше сценарij у буквална смисла, мислам напишано на хартија све, кој што ќе каже, значи ние предност наша, барем за нас, мислам дека еш улогите нема на учење на памет, па вежбање на текстот. Ние ги имаме у глава, да речем така, направиме концепт што ќе снимаме, знаеме што е поентата, што е, и баш заради тоа лепи, здраво лепи, од нашиот режисер, има проблеми и Бранд, чао Бранд. Лепи, дојди малце ако сакаш. И заради тоа има проблеми на снимање, да речем, што, малтене до почетокот на снимањето не знае како тоа што прецизно. И таман ќе се одлучи, сега вака ќе намести и ние ќе го смениме. Не така, ни текна нешто ново, он ќе се изнервира, ние ќе му викнеме едно пиво, он ќе се смири и ние продолжуваме со работа. Така ли е, Бубо? Ќе му викнеме едно пиво, ќе се смири, ако не смири ќе му викнеме уште едно, па ќе заспие, од кога ќе оспие, после нема проблем више. Главно до 3-4 пива беше целата прича. А може он пред врата да најави овде, се наоѓам пред открвите на таа и таа, покушаваме да го најдеме, да земеме изјави, тоа што одговориме на Ја сега да видиме што е тя работа. Што е работа, тоа ти е. Само влегувањето дате да го свиди. Најави влегување. Абе, ако го правиме парче по парче, нема потреба од влегување. Уопште да се движиме со камерата. Ајде, па ќе кажам. Ево, третна ставим си влегување. А така ќе ги правиме. Така затемнение, оттемнение тука, затемнение, оттемнение тука, затемнение, оттемнение тука и ќе бидат 4 парче за лепени. И го, ако е тоа, ајде да не. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сега,
Ја не су одавде. Добро. И сака да си купа кондурчина. Нема проблем, имаме ние. За вас сакате, какви сакате? Кафеави црни какви што ќе се паднат. Какви некој може? Бројот да се погоди. Кој број треба? 42. Кој? 42. 42. 43. Нема проблем, 43. 43. 44 сака. Кој? 44. 45. И 5. Дојди вам. Го гледаш кручоре. Го гледа. Абе, крие на камера, бе. Значи, махери бале ми засмеавте. Силно ќе ме гледате. Што се пустите? Ми дадеш телефон сега да ти сеја. Важи. Дедо ќе ме гледа. Друг донес! Има царот работа, да. Царот, повелете. Повелете. Оде најстар. Може ќе ви изненадам, малку. Сакам да прашам за емисијата К15, дали ја гледате и што мислите? Емисијата К15 ја гледаме редовно и мислиме се најдобро, мислам дека е многу добра емисија и ми се допаѓа. Поготово што уште не сме добиле К15, али ќе биде. Фантастични се. Најискрено мислам дека сите тројца се фантастични. Тројца, четворица се? Не знам како се добрали, Младен. Не би имал што да додадам, се сложувам. Со уживање ги гледам. Кул. Одлично. Добре, фала Богу. Фала Богу една таква емисија. И ова е исто добро. Добро, ако било така, тогаш ја пак ќе продолжам на линијата на Нели, дека сепак емисијата таква како што беше како готов продукт, сега малци ја демистифицираме целиот процес на таа работа, меѓутоа сепак цврстината на структурата на емисијата ја даваше и ликовите што вие ги остварувавте во представата. Тошо Малерот, Миле Паника, Цацко и така натаму, ликови кои имаат своји карактери, своја структура, особености и сето тоа овозможи да се создадат такви ликови. Да почнеме со тебе. Колку ликот на Тошо Малерот ти е близок и од што се инспирираше за да го оствариш тој лик? Па Тошо Малерот ми е многу добар другар. Најбољи другар ми е. Можам да ти кажам дека ми беше многу тешко кога го правев, затоа што копачките ми беа 42, а ја носам 44. Така да имаше проблеми. Морав да сечам ногти на нозе, потенки чорапи. Тоа е, не знам, се излезе некако спонтано. Не као абортус, нормално, мислам. Спонтано, онака. Нема да ме сваќате погрешно. Колку Тошо Малерот како твој близок пријател или двојник? Тројник. Подзнак. се извлекува. Колку си ти Тошо Малерот? Мачо мен. Па ти кажам, по понашање, не, види, чек, не. По понашање не, али имево некако си го удомив за тоа што почна да ми викаат Тошо. Сите. Ја викам, немој Тошо, они како бе, немој ти си Тошо. Не, мислам дека нема голема сличност измеѓу Васко и Тошо, едноставно тоа е еден Фала Богу. Измислен. Фала Богу, да. Измислен лик. Ја го измислив. Браво. Арно, ама крадеш од вамо, од тамо, идеш, видиш нешто, купиш, украдеш, тоа е тоа. Така е, укомпонирано, остеш за кауција. Тоа. Добро, што се случува низ градов и така. Вие, батка. Јас сум ствари највеќи, не се маеве.
Јас сум ствари највеќи шизик овде у Мало. И не постои риба што не сум ја фатил сега. Не постои риба што не сум ја фатил за гъс. Уствари што не сум ја прошол. Ја имам 5-6 копилјаци тука стално кои искачам околу мене се собираат, еден ми купува цигари, друг краде раткапи за мене. Ајде бе, Тошо! Сега, трет краде жмигавци и така, све за мене е тоа. Копил, оди мамо ми земеш цигари, ти дам. Не ме знае. Изгледа на гости ја дое. Ајде бе, Тошо! Сега идам, сега одма. Сега. Аха. И то. Кога се туширам ја, аха, увек коле доваѓа, аха, док си го сапуѓа бџоле, сапунот ми паѓа доле, и му викам ја на коле, коле наведни се доле, и то, немај гајле и ще боле, и то, ако плизнеш не се бои, у врати дише човек твој. Да, да, да. У врати дишам ја. Да, да, да. На колена. Да, да, да. Шири колена. Да, да, да. Те држам ја. Прв сум ја, после пак сум ја, и така натака. Коле, абе той ти баба, што си педер? Абе како да дојдам здрав ми е, прв пак ми е. Не се плаши, мене не ми е голем, ама ми е мек као душа. Ајде сега, коле ти, аха, убаво се наведни, аха, поарно се намести, аха, не се плаши, не се бој, нема си да џоле мој. Охо, и то, охо, коле то, охо, о. Да, да. У врати дишам ја. Да, да, да. На колена. Да, да, да. Шири колена. Да, да, да. Те држам ја. Да, да, да. 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 Миле Паника. Миле Паника стана еден лик кој многу радо, многу добредојдено го примија гледачите. Да речем од она што е најмала телевизиска публика која го имитира постојано и која во градинките прави приредби врз основа на тој лик, до она што е, не знам, сериозна телевизиска публика која на работа на состаноците ги завршува со реченицата и то. Колку ти живееш со тој лик, со тоа што, например, со она кога те среќаваат на улицата
луѓето, дали те препознаваат, дали какви реакции имаш во тој пол? У почеток не ме препознава, сега почнаа да ме препознаваат, што да бидам искрен и не ми е баш најпријатно. Јас сум многу срамежлив, као што вика Бубо, и управо си Бубо. А Миле Паника колку ми е близок, па близок ми е, како да ти кажем, спиеме у иста соба, на исто место ги оставяме чорапите, тегат, пошто тоа на све иде така беше. Али не се пипате. А тоа што сега стварно имитираат, ми рекле секој, слушај, шо имаме едно дете, како те имитира и стварно. И стварно добро би било. Стварно добро ми се. Не, него и размишлям сега за тоа што е така, ќе ми се наметне обврска да морам да отворам школа за странски јазици. Тоа ми е мене крајна цел. Односно школа за странски јазик. Да. За еден школа, училиште за еден школски, за еден странски школски јазик. Сега за сега има само креда и сунгер. У фаза сме. Да, лексиконот го правам. Тоа би било. Ајде, земи ја жената од 610, тебе. Кола ти барам, бе. Види го кола ќе ми бара. Македонија вечер. Дај еден вестик аути, бе. Чајчите тука. Игра наградна игра. Више. И тоа. Сега и онда какво поја. Ова е K15, а јас те супиле патика, јас суп терпита. 10.500. 9 милиона. Ете, гледаш? Добро е. Само ако можеш да ми го смениш окворов. Палце ми е неудобен, демодиран. Добро. Девај гајле. Фала, докторе. Ајде, со здравје. Фала, докторе. Добро. Батка, што има нова? Од кај знам, бе, батка? Добар ден. У биоскоп се иде, филмови да се гледат. Ајде, кој е за две? Изволте. Не треба. Да. Абе, види, има работа, не да нема сега. Да купам кола одма не може, меѓутоа вака, за леп, за млеко, за жената фустан, има се навоѓа. Кој е за две, ајде? Овдека. И так, порано беше многу боле и со това идеше и бизниси по 50 марака од прилика се аеше и можеше да се живи лепо. Док денеска малце пада прометот вака со овие што ги викат, како ги викава, мислам да ги викат видеотеки, тоа е илегално они работат. Ајде, кој е за две дечки? Имаш балкон? Имам, сакаш одма? Колку сакаш? 200 денара се. Амам бе, дечки, бе, на каса се 100 денари. Па иди купи на каса, ева. Нема на каса. Па ода. Ето, видите, така се работи. Дај, што да правим? Ајде. И така. Ајде, у реду, фала. Убаво да го гледате. И така да, најболje биде кино утро, пошто ту има овака фирми пуно што се под стечај исто, од школите вака што би доваѓат, што бегат, имам ја и стални буштери, то би прачат факс, сега ќе ви покажам ја. Имаш стајање? Што? Стајање имаш. Само јушна бали, ходај, што е, има секако има нема, мислам, ова е таков бизнис, што нема да видиш. И од да ви викам исто, ево, видите, сега ќе ви покажам ја, бала, сакаш две? Ето, има интересантно е така. Ево, видите, овде ми прачијава факс, баш го чекам сега некој у жута јакне што е. Ето, видите, он вика, Биле, дојди вечерте да ми чуваш две карти, у жута јакне ќе би да ми свишла, не знам дали тоа може се види, и одак исто. И ја, Лесу, ајде бе, бегај, не ти е срав толкаво говедо, петарди ќе би бара.
Бараба една. Оде, знаете, од она конкуренцијата што ми се од пред кино Вардар и онда баца ту кино и оно пуца и онда ово и луѓето бегат, течат да идат у биоскоп и онда то бизнисот така ми се има 10 више пута, меѓутоа бега бе! Будала еден. И то. Иначе јас сум доста изверзиса, јас сум фраер вечи од овие и не сум од оние што прат дигни рукавот, дај 2 карти, па спушти рукавот, дај уште 2 карти и цеде до овдека да го орак што го викат и та. Ја фино лепо и да му обладинска организација, викам ова, ако сакате печат, јас дам таа што и дам по 200 грама кафе, ми ударо на печат и онда ја откуцавам ово, видите, викам 20 карти за обладинска овако, групно, и они ми дават, и ја овде фино купуеш, и тоа е она, нема мислам што тука ја рече филозофија. Това би било углавно и одак то. Кој задвајмо? Третиот лик, Цацко. Лик кој најчесто ги користеше она што значи под наводници, нашиот фолклор, традиционален фолклор, ликови кои се препознаваат, не знам да речеме, од кои се парадигма и во македонската литература, во народното творештво, па ја ќе бидам слободен да кажам дека и Цацко е еден лик кој произлегува од тој народен фолклор. Па нешто за него, да ми кажеш, дали ти живееш со него заедно? Цацко е едно многу фино момче. Само да кажем за фолклор си апсолутно право, он имаше иден игрор на 4 години. Да, играв во културно-уметничко друштво во Англија, таму традиционално играе фудбалот, па играв едно 4 години у Ливерпул. Беше жив зид. Да, бев жив зид и благодарение на тоа сега кога стоам во жив зид не морам вака раците да ги држам. Ливерпул таа година имаше многу јака гол разлика. Заради Бубо. Да. Па не само за Цацко, јас би се вратил на она твоето првото прашање за карактерите. Мислам и за карактерите и за концепцијата на емисијата. Мислам дека самите карактери на сите 3 лика, и можеби не 3 во основа, Цацко, Тошо Малерот и Миле Паника, ја направија целата концепција на емисијата. Стана препознатливи, потоа стана препознатлива емисијата и начинот на говорот на Миле Паника, начинот на говорот, обраќањето на Батка, Тошо Малерот и Цацко Конопишки као еден, јас би рекол, историски хроничар и документарист во случајот во К-15. Цацко Конопишки е човек кој навистина постои во тиквешијата и чии што згоди и незгоди до ден денеска се расправаат меѓу луѓето. И овака пренесени на малиот екран допринесува за, како да кажам, за да таквиот начин на размислување и таквите карактери презентирани во јавноста фактички им овозможуваат на луѓе да се видат самите себе си. А тоа е, сметам дека е најинтересното во оваа емисија, кога имаме можност да се насмееме на сето она што нам ни се случува или што самите го правиме, а не сме свесни дека го правиме. Цацко е, например, коментатор на историски настани. Ги коментира онака како што тој знае. А тоа го правиме сите, секојдневно, а не сме свесни колку тоа изгледа смешно. И то, што би рекол колегата. Ја најбољи филм што сум го гледал до сега е оној со карате на тој што му го скршија кичмата. Он му рече на брат му немој да одиш со тие се апаши. Он ноќта отиде пошто имаше закажано со една женска и она му викаше немој да се тепаш со тие будали се, гони ги у пичку матер, а он беше со главом низ зид што се вика, отиде и му е скршија кичмата тогаш и брат му вечерта многу се наљути од што му беше жал и отиде утре кај старецот што му беше учител на тој што му го скршија кичмата
и он вежбаше и од која се навежба он отиде кај на тие брат му што му ја скрши, што му го скршија кичмата таа вечер и му отиде и ги сачека еден по еден таму кај дрвото и му вика зашо вие на брат ми му ја скршивте кичмата, а женската го гледаше и него и му викаше пред тоа немој од и тебе како на брат ти ќе ти ја скршат кичмата. А овој му викаше чим на брат ми му ја скршија кичмата, ја ќе одам на сите ја тие че им ја скршам кичмата. И он кога отиде ноќта му се врати сликата тоа како кога на брат му му ја скршија кичмата вечерта и овој се наљути и пошо старецот што му беше учител го научи, го навежба, овој на сите им ја скрши кичмата и исто како на брат му што му скршија кичмата. Сега би требало да кажем за К-15 дека е нели многу смешна, дека е многу забавна, но јас мислам дека во исто време е и доста тажна. Ако се замислиме малце над нашиот и менталитет и начинот на како живееме, како поминуваме така бегло преку многу сериозни работи што ни се случуваат овде, а целата екипа на К-15 тоа го прави многу виспрено, многу умно, на начин кој што навистина мене многу ми се допаѓа и мислам дека се неопходни, многу битни за нас, не само за културниот живот кај нас, но и за животот, за се што ни се случува наоколу. А децата се многу мудри, многу ми се допаѓа како го прават тоа. Значи ви уствари сте дојдени да ви гледам у блиска будучност, така? Да. Ево овде јасно се види, имате пут, че идете на пут у Турција и то најверојатно у Анталија. Уствари има и слово С, сигурно че идете у Анталија и то ти че идеш со Игуана, ти со Одисеј, то са туристички агенции, ево овде, они соработуваат со Билјана од Анталија, то исто туристичка агенција од тамо. А бек што ли бевала? Имате овде тобогани, пешчани плажи, хотели, види, хотели, скутери, бутери исто, глисери, автобуси, авиони, то се изгледа превоз, има и собствени возила, нешто гледам овдека. Ево овде јасно се гледа, двајца швеđани како носат маса, гледаш ти? Тоа шведска маса 100%. Шведска маса, француски лежеј, турски чочек, немачки овчар и одаково. Ево овде гледам еден шарбатен дечко со наочари. То значи да јаче бидам тамо најверојатно. Леле, типов свени погоди. Све ќе погодам, наравно, стисни желба, мали. Хајде, стисните желба. Еве, чави се испуди, ево, јасно се гледа овдека 5 рати. Да, и тоа ако почнете ускоро да ги уплачате. Летувајте во Анталија со туристичките агенции Одисеј и Игуана од Скопје и Билјана од Анталија. Поволни цени, полупансионски аранжмани во атрактивни хотели. Одмор, забава, рекреација, излети. Авионски, автобуски собствен превоз и сето тоа на рати. Ако сакате сите желби да ви се испудат, летувајте со К-15 у Анталија и то. Мајстори, а и вие работа? Фала, амин, од работа не куртулише да го... Слушај, кај ви са другите треба да реклама за Удбар Ивес да стиви бе? Нема други, ја во дето сме само. Мајсторе, ај се смениме малце. Чекай, уж 5 минути гледаш реклама, сниме за Урбан Ивес. Ваше го гледаше вдеја. Цело е направено, ја за сад, ја за два, али се менјаме со во дето. Прво оно работе, јас одмарам, поспа ја одмарам, оно работе.
Ајде, сија да Озбилно, али види, воа ти е кавдаречка направија. Од урбани инвест. Воа нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати без зезај? Абе, не вике така на да реши секов народ. А воа, што има направено? Бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеци со воти. Лесно се МС-пост, можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Ти викаме од прва и тестови и полигон. Не е могуче. Патка, Шо? дај бе намести нешто бе, сисушев као парот. Го гледаш, увек вака ми прави, 5-6 женски му наместив, го откачива. Нема дозвола. Немаш дозвола? Зашо бе со автобус, шо има врска? Лаже, ни за автобус нема, не изботава. Абе, толкаво магаре, како не ти е срам, па што не седнеш да полагаш? Абе, немам време бе, треба вамо, тамо, знаеш колку време да бркање Шо сака. бе, немаш време, тука е аутошкола, нико. Ето, можеш да полагаш за сите категории што сакаш. Знам бе, ама не сум при пари се, шо? Нема потреба, може и на рати, нема ни да осетиш кога ќе плачеш. Друле! Слушай, какви положи лепове, лепота. Кажи бе, Биле. Носи го дечкало у дирекција. Ајде, качуј се. Ја од занатска природа имам неколку замерки на првите епизоди на К15. Меѓутоа, како се развиваше, она стана и технички дотерана и совршена. Веќе почна да имаат што ја знам, и джигловите перспективи, почна да се слика сето тоа многу убаво, така да веќе надминат и слободен еден стандард кој што е светски телевизиски. That's me, baby. I know. Do you love me? Forever. Prove it. I have something special for you. Come on. Добре, звони. Хало? Госпожа? Денко? Да. Добро утро. Добро утро. Ја малку се преправив да видам дали ќе ме познаеш. Ама гледам и ти ми се преправи. Абе, столе. Да. Слушај, Денко, која ти беше оваа бе, Денко? Која ти беше? Работиш? Уж Савајле работиш? Има работа, види. Има. Ја па мислев да те разбудиме Савајле. Овде е Само така напред, Денко, и терај дата му. Ај здраво да живее Македонија. Да живее. Во еден период се појавија гласини кога беше направена паузата на К15, меѓу првата серија и ова есенската и пролетната, дека емисијата е прекината од наводно политички причини. Не е точно. Не е точно дека е прекината од политички причини. Политичарите не замолија, ни рекоа, ако сакате прекинете малку, па ќе пуштиме мобет као ние сме ја забраниле емисијава и после као ние еве сакаме пак да има емисија и автоматски политичката структура што е моментално на власт излегува дека е максимално демократска, нели? И така у договор со нив добро ни платија, морам да признам, у договор со нив направивме една мала пауза и зборима Миле Паник. Може да кажа? Фала. Не беше прекината заради политички причини, беше прекината заради економски причини, или што би рекол Васко, ни се расипа камерата. Така ли е? Така е. Така е. Не, нема врска, нема. Се озбилно. Нема врска, нема... Апсолутно немаше, затоа што... Планирани беа 8 епизоди, у првиот циклус, ги завршивме, планиравме да продолжи во септември. Не, се пуштија некои муабети дека наводно политичарите не забраниле, меѓутоа... Политичарите не мрзат. Не мрзат, меѓутоа може да се примети дека тамо нема ништо тенденциозно. Мислам... нема.
Нема, апсолутно нема, така да имам некои незванични информации дека и нив многу им се допаѓа К15 и дека радо го гледаат и се смеат. Да и гледачи, управо се деси saobraćajka и имавме среќа да бидеме тука први со представниците на власта. Срама, бе, изгине народ, бе, што правите, бе, луѓе? Господине, ќе молам документи. Така, возат пијани, гледате, глупости. Има стално saobraćajki. Господине Бранко, јас се извинувам. Не, ништо Добро сте? страшно. Добро сте? Одлично, нема проблем, само што возев така и малку малиот ми го обтегна воланот и чукнав. Не се секирате уопште, да нема повредени, нема. Не, страшно. Не сте ништо, не се Прака секирате работа. уопште. Дечко, дојди вамо. Кај работиш ти? Во пошта. Во пошта работиш? Па оде ли се става бандера, бе, ке изгине народ, бе, за коле, бе, срам бе било, бе. Као што и сами гледате, ја дојав овде на лице место и констатирав дека лицето кое што работи во пошта, непосредно со поголема брзина од пропишаната, ја стави бандерата непосредно пред да помине господинот Бранко овде. И дојде до сообраќајна незгода, при што против лицето кое што работи во пошта ќе се покрене кривична пријава. Благодарам. Господине Бранко, само да ви кажам, друг пат не му дајте на малиот да пие. Мислам, за ваше... Нема. Добро. Добро, драги гледачи, да не должиме многу, ние да продолжиме со нашата емисија. Тоа би бил Миле Паник. Дали може за телевизија вака? Боже. Една мала плава, на рамену ми спава, на рамену ми спава, една мала плава. Гледајќи овие денови, па не баш овие денови, пред едно известно време, гледав една стварно фина хумористична емисија, К15. Баш момците беа изваредни, ми изгледат како аматери, али се гледа дека нешто ствараат и се трудат да направат нешто убаво. За мене лично емисијата многу ми се допадна, као игра, као ствараштво што викаат, и ја мислам дека таа емисија треба да иде и далje, момците се способни, ја верувам дека ќе направат уште поубава работа. Сакаш ти еклери, тудуби, баклави и позад сакаш ти, верувај би. Сакаш ти раждичи, кучичи, бачичи, досиш ти, бидичи, ичичи, печичи. Ти сакаш пак дежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш пак бежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Де баш ти, свечици, шпикавци, кочници, што ќе ти сиџири, тинтири,
битири, ти сакаш бакнежи, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш бактежи, сакаш милувања, а прочем сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да и одак то. Батка, плесни го фаца, бе, не се понашај коба јага. Божда покасто, чидам сеат да го избочам куќето у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Па ја неам зграда, треба у двор да го мочам, па одак цвечето ни вене. Абе, кокичи да нешто? Драги гледачи, добар ден. Еве по 678 пат се наваѓаме овде на струшките ручеци на поезијата, што се денеска победима пасрпка и шприцер, одак вечере исто има од 7 до 9 и денеска ќе проследиме првонаградената поема од поетот лауреат од Бурунди, од неговото изворно име е Алуја Салалович. Иначе то у слободен превод значи човек кој што се качува под дрво, од да ги симења гнездата од птиците, се симења доле и од да ја гази тревата. Тоа е неуобичаено име за наши простори, а тој име му го дал татко му, кој што име се вика Баланович, што уствари значи човек кој што паѓа у несвест на дупе и онда кој ќе стане се понаша као ништо да не се десило. Меѓутим, ја да не должам многу, сега ќе проследите првонаградената песна од истоимениот поет. Мана! Тегет чорапа. О, мана, ама кажеш мана! Тегет чорапа, о, тегет. Ама не ме силама, аз мък! Светло тегет на све иде. Аз мък, темно тегет за секоја пригода. Аз сме... А ти, Маро, Маромори. Аз сме... Дома седиш, Маромори, газиш јамболи у када. Аз сме... Табаните ти се, Маро, мед да лижеш. Аз сме... А од секс, Маромори, абер да се немало. Па видите, за К-15 прв пат слушнав во Лондон, ми пратија касета на диво, ја видов и од тогаш престанав повеќе да гледам англиска телевизија. Си ја гледав касетата секој ден и бидејќи најпосле, после неколку месеци ми издодеа, решив да се преселам назад во Скопје и еве сега повторно живеам во Скопје и ги гледам директно од емисиите. И можам да кажам дека за разлика од К-15, на што јас знаев што е тоа К-15 и со кој што К-15 можеше да се отпатува до Драчево, со ова К-15 мислам дека ќе може да се отиде во свет. Пред оваа емисија немавте некој богато телевизиско искуство, се работеше за од време на време снимање на некои емисии од познатата дел од вас или не знам сите во ННР по некои пригоди, меѓутоа ова беше еден вака сериозен концепт, долгорочен концепт кој завршува со овој прв циклус. Како се сноѓавте со тоа телевизиско работење? Колку на пример дублови правевте во текот на снимањето? Бидејќи колку што ми е мене познато, односно познато ми е, се работеше на филмски начин, се вршеше снимањето.
Бубо, кажи, може. Кажи ти шо. Ще ти кажем, нема што да се каже, све е снимено од прва. Нема уопште дублови, апсолутно нема. Ја не знам уствари што е тоа дубл уствари. Дубл е, после ќе те објасним јас. Не знаеш таа терминологија. Тоа е филмска терминологија. Дубл прва има, што е тоа дубл? Дубл е дали сакаше да те праша дали се снима од прва или например ќе се ќе се појави некоја грешка например и после например како не и после например па да се преснима истото? Тоа се вика дубл. Не. Се работеше на високо професионално ниво, така што сакам еве да искористам ова прилика да се заблагодарам на сите што работеа во емисијата. Ова што рекоа не немаше дублови, навистина се трудевме максимално. Па што нам дали едно или две парчиња нека сме ги повтарали, иначе се е тоа снимено од прва, строго од прва, да се штеди лента, да се штеди струја, да се штеди камера, да се штеди режисерот, да не се... Па и струја да се штеди, вода, све се штеди. Парно. Многу карактеристични особи со тоа што имат изражен карактер и заболуваат од остеопатија. Остеопатија е... Куре, не ми се смеј да е ова и вие имате проблем некој, може да имате тежина. Чекај да видам да го покријам ова. Ти најверојатно дугачко водиш љубав. Ја, ептен. Прошли пут кога водевме љубав, цел рукав сплетен. Да. Цела вечер. Стави ги руките на баса. Не брдај со руките. Ти си башала. Си јадел добро, башала ти. Ај, пред крај да. Ти дукачко водиш љубов? Да. Ептен. Се баш. Јеви го. Сад е касно. Ај, уште еднаш. Добро беше. Стави ги руките на баса. Стави ги, не ги брдај руките. Добре, сега може да ги брдаш. Придржи балце картите. Батка, вие да ти Дубнијат кажем, свечата. Батка, да ти само ти кажам, види, Запали ја свечата. Со 2 пикапа шалер, фленџер со дисторзија и тремоло. Ти кажам, сега земав и дат, квантазер и хармонайзер со уграден дилеј. Секвенц. Да, победат. Баба Иба не. Да. Да. Момент. Баба Иба. Иба и баба, да? 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 Се чешла? Се чешла. Да, се чешла. Да. Да. Момент. Баба Иба. Има. Да. Да. Бобера. Баба Иба. Има. Да. Да. Да, добро. Да. Бобера. Са чешла? Се чешла. Да, са чешла. Се одвија пауза за доручек, меѓутим, ево кој што може да... Ало? Дечки? Ало? Дечко? Радно време се одвиват паузи за доручек, меѓутим, ние сега ќе видим... Батка, мене ми е прв пут ова, стварно. 10 години од брак славам, па жена ми запна. Абе, продужи. Акција. Драги гледачи, Било јако емам како риба. Пак ме снима. Чекам. Акција. драги гледачи,
Добар ден. Еве сега управо ги сликаме овие што дрбаат колата за документарецот таш. Еј, Бога, слушайте ово. Со одлука на Министерство за образование, Никола Карев не е веќе гимназија. Со одлука на Министерство за образование, Никола Карев не е веќе гимназија. Па чудо големо не е гимназија, па ќе крстате кој булевар утре по мене, не мора гимназија, така ли? Да, јас сакам и за мене, ако може некоја школа така и некоја културна установа. И за тебе го се шијам таксано да видиш ти. Да ти Што се исклешти, бе, мале? Јас сакам и за мене, ако може школа некоја, фудбалски клуб да биде исто. И за тебе го се шијам таксано да видиш ти. Јас сакам по мене, ако може некоја населба да биде и фудбалски клуб исто. Може. Па да видиш, Гоце, за тебе шијам таксано Бестов парк, за споменик, мост. Шо имаше друго тамо? Играорна цела, па тој има мераци да биде. Со одлука на Министерство за образование, Никола Карев веќе не е гимназија. То ми е, бе. Да, и јас за мене имам таксано фудбалски клуб и населба цела. А за Гоце сум нашол место, знаеш какво парк, за споменик, печатница ќе му направат, аутостради цели. Да, и јас за мене имам таксано 2 школи да се викаат. А за тебе, Гоце, шијам најдено да видиш цело овакво место за споменик што ти најдов да видиш у парк тамо. Па има онда печатница. Што имаше друго, бе? Касарна, печатница, мост и едно место за споменик. Иначе, јас сум голем обожавател на К15, ево како што гледате овде, ова видиш, ова е Бранко, ова е Васко, ова е Бранко, ево го Бубе. Добро, малце овде е он послаб, затоа што 903-та, знаете како тоа, све на леписирање било. И а денес многу производи има и друго што да кажам сега. Ја иначе овака неам многу трема, али што беше богатот? К15. Многу добри дечки, како ме освежиле, значи еве секоја сабота ја са бајле кога ќе станам у недела, од сабота пред недела, јас сум освежен максимално. Друго што да кажам, неам, тоа е тоа. За да не ги ставиме гледачите во заблуда, бидејќи некои делови од разговорот одат малку и условно речено несериозно, сега сакам да кажам на вистина нешто сериозно. Воедно сакам и да се заблагодарам на сите они кои работеа на К15, сите луѓе кои учествува на било каков начин, дали тоа епизодна улога, што ти ја знам, дали во техничкиот дел, максимално професионално ги извршува сите нивни работни задачи, дури несебично дел од, би рекол, од слободното време и откажувајќи се од своји приватни работи, секогаш наоѓаа време да одговорат на барањата на К15, бидејќи не знам колку е тоа за јавноста познато, меѓутоа сме имали ситуации кога инцидентно, например, ќе ни текне да треба вечер да работиме нешто или кнапсме со време, треба у еден ден да се снимаат 3 парчиња или 4, секогаш луѓето наоѓале разбирање, тука се Леа, тука е Нита, тука е Нина, Бапчо, и не знам сега, може би некого, да, дечки од Охрид, Дени и милион други статисти, дури и луѓе кои што случајно се нашле на снимање, па останале до крај на снимање за да се заврши работата така како што треба. Џафер. Со Г почне ти. Со Г? Со Г. Ти, да пишеш три акорд. Со Г? Со Г. Со пишеш со Г. Со Г? И држи трето глас. Добро. Е! Со Г? Со Г, бе, доса.
Стоеше во шакот, ама негде после 2, 4, 5, 6, 7, 8 на прилика. Го прашав јас, што ќе пијат фонтани сок. Рече дека ќе ми пијат курите на скок. И појдовме кај Џафер, таму да ми пијат. Џафер рече, писку матер, многу ми се спијат. Се не вирав и го носих дома. И му пијав една Африм кола. Зедов сила и го слечов гола, а таја рече сега ќе си одам дома. Дојде лето и јас појдов од Магравска плажа. Дојде едно згодно женска во ушите ми кажа, се Џафер? Што ми кажа? Абе, дечко, ти си онај што ми се си штел, ајде сега ќе ти пеам курите во скала. Така. Кога видов и со женска газојте ми смрзна и си речел, сега мори силно ќе ти прнам и прнам како хајван и се посавгачи. Рече не си пеам курите, смрдит ми се плаши, речел пијо или ќе те жигнам. Немој аман, одма ќе ти киднам. Зеде одма курите да пијат, а јас му речев, многу ми се спијат. Што бе, доктор? Тој мене, доктор. Више. Еве, неколку пати во неделата јас работам овдека во Радиуна. Оваа работа овдека е доста полесна. Се концентрираш само на што треба да го кажеш. Снимањето за телевизија, посебно снимањето на делови како што се К15, бара многу повеќе од човекот, односно бара претварање на личноста, играње на некој си карактер. А јас мислам дека трите момци се за тоа шампиони. Мене малце послаба ми иде. Многу е интересно, мислам самото снимање, можеби поинтересно од емисијата е како што гледате тие работи кога се греши, а најинтересно е што овој што е режисеров, единствен човек ентузијаста што се нафаќа да работи без книга на снимање. 3 секунди пред самото снимање му викаат: "Дечки, чекај сега ти кажеме што ги снимаме." Тоа би било уствари. А кажи, колку пати го повторивте дублот во киното кога со вас сцената кога ја правите? Дублот во киното, каде што ја попив 2 ластика и 2 хеликоптера. Па имаше едно, ја мислам едно 15 дубли, да знаев дека има толку место перика ќе носев кацига. И после тоа ми беше располуто на главата, аспиринче квалитетно. Ајде, вади периката, немам време, ајде. Нема беше. Ајде, дечки. Ајде. Ајде. Абе, ки видиш ти ки... Ајде, дечки, не е ништо лично, знаеш ја би. И би кажал уште нешто само. Она звукот што беше од хеликоптерите на ушите, тоа е вистинскиот звук од моите уши, не е монтажа. И секогаш бевте будни при снимањето? Да, апсолутно будни. Не се пуштија некои муавети као ете некогаш имало премор, што ти ја знам. Имаме во екипа и афераши, мислам, зборат така полуѓиво низ градов. Као некој заспал. Има два момента многу. К15 не постои дубл и не постои заспивање, рецимо, од страна на екипата. Ради, да, од страна на екипата, ради умор нешто, Бог да чува, умор, не. Васе, седнем стено, тебе ти чекам. Ало? Не, сега ќе ме снимате малце, вакуши малце. Некој цука. До сега си Васе 3 минути, куша колку треба? Од 5 минути да не е поише. Ајде да береме од... Е битно дека онда имат кучни љубимци што се кучиња, мучиња и нив ги пеат. Многу е практичен и сите со задоволство го употребуваат и онда кто? Абе, знаеш, ајде еднаш. Ти заспаваш. Мрди мори, ајде, треба да плетам. Ја, батка, не ебам жива сила. И сите ми викаат: "Браво бе, Тошо, алал нека ти е, тој е муж." Па тој е муж, ебате, не ќе гледам утакмица у ефтина струја. Холандија, Енглеска, нешто,
Холандија 2-0 водела, јак штик, разбираш. А у животов батка ќе налеташ на типови што им наредуваат жените и што немаат своје ја. Ја такви типови батка презирам. Тоа се папучари и ја многу ги мрзам, разбираш. Ме не може она мене. Ајме мрдни. Батка, рецимо, ја ако земам да пеглам, не смее да ми писне. Само ки рзнам уна, си го зима делинското, свитка опашка, седна и гледа телевизија, шо ќе прави? Абе, ја не сум ми рекол 100 пути. Ти се мешам ја тебе кога гледаш спортски преглед? Не. О, на мене. Ја, батка, на жена и пружам све. Али највише ме нервира кој пружам веш и кој ми се меша у штипки. Фала штипки. Да, едно. Да, и се дига, да. Маче, ајдете со комшиката, напите се кафе и не би се мотел кој овде. Она мене. Ја, батка, стварно не можам да сватам жена ми, како може да го фати оној буљаш за швалер. И дужи 200 марки 3 месеца, бе. Многу е наивна. И после она мене. А типот зборал дека секој се вајле со пењуар идам да купувам млеко. Абе, кој купува млеко денес на Сабајле? Она мене. Во сите епизоди на К15 се користени повеќе објекти, реквизита, статисти и така натаму. Како се снаоѓавте на тој план? Па, може и намерно преска не го спомнавме. Имаме едно јако момче, организатор ние Владко Аврамовски. Јас сум презадоволен од него, мислам не само ја, него целата екипа што снимаме, затоа што максимално на време и квалитетно обезбедува реквизита, објекти, не знам, јас сум одушевен, стварно. Тој човек и... Владко е дечко што нема за него немогучи ствари. Му кажеме ова, она, доаѓам, нема проблем, измислува чак што више еднаш ни не нервира тоа чак некојаш. Нема проблем и се договаравме баш кога снимавме на реклама за Огномак. Се договараме што, како би изгледала. И си викаме, он не беше тука. Ке запалиме едно село, едно друго и доаѓа Владче, ја озбилен викам, Владче, зутре ни треба да најдеш едно село у околина овде, да не биде многу далеку, ке треба да го запалиме. Имаш ли нешто у план? Он размишља 2 секунди, имам едно, али мислам дека нешто ќе треба да платите. Може да се бунат малце луѓето. Али има, нема проблем, утре, нема, али нешто ќе платите. Добро, ова е као... Па нема проблем. Може да запалам село било кое. Ќе поразговарам со луѓето и тоа е се. Ајде сега да се брзам. Јас морам, тука сега Владко го испофалив, ама морам ја на забелешка да му дам. Еднаш требаше да снимаме еден скетч у кој што ни фалеше реквизита и му рековме, Владче, подитно утре Сабајле да се набави се што треба од реквизита и тој скетч не успеавме да го снимеме, пошто требаше Васко да биде свирач, а ја да му лепам пари и треба 100.000 марки и не можеше да најде. Во амбиентот на фризерскиот салон Клјок беа снимени неколку скечеви од серијата К15.
клјоке воедно и прекарот на собственикот на овој фризерски салон. Кажи ни како беше искуството од соработката со екипата на К15? Па да ти кажам право, ко прво мене беше забава. Ја не ги осеќав дека се снима нешто. Мене така, ко забава ми беше. Обично телевизиските екипи се малку така досадни, прават многу неред во еден амбиент кога се работи редовна работа. Имаш ли некои такви проблеми? Можам ти кажам дека не знам оваа екипа каква е, али знам дека е фантазија. Знаеш зашто е фантазија? Затоа што не смета. Ја кога ќе се сеќам на пример MTV и такви, 300.000 кабли носат, 300.000 луѓе носат. Овие доаѓаат 20 чао, готово, свршена работа е. И ко другари. Во еден од скичевите учествуваш и ти како артист, како актер во... Ќе продолжиш ли на таков начин да работиш? Да ти кажам, не сум таков. Ако прво ме наседна, ко второ, додека го достигнав тоа се направи ѓонче и не знам како беше. Искрено ти кажам. Не знам, мој впечаток е, не знам дали заради ѓончето или меѓутоа беше стварно добар артист. Не беше баш. Знам по себе. Знам. Знам. Иначе салонот беше неколку пати, еднаш беше фризерски салон, потоа беше бутик, па дискотека, така доста се менуваше амбиентот според она сценаријата што го правија. Мислиш нешто да смениш во таа насока? Што да сменаме, супер ми одеве. Избркаат муштери, си седам тука, слободна кафана, слободен бутик, муштери чекаат, они си снимаат, си прават екипа, си прават емисија, гајле немаат. Значи доколку продолжи понатаму снимањето, тука може да рачунаме дека ќе може. Немаат гајле они бе. Ова е сега дома евате, најефтино им е тука. Баткар, дај ми ја бе за сабота вечер, молим те. Абе, девој, 100 пати сум ти рекол, жеда и кола 10 дават. Абе, на 2 сата бе у сабота вечер, абе, кејв да си направам. Абе, ако ти е стварно само за 2 сата, епте си учинил за мене, че ти ја дам жената, земја жената од 6 до 10 земја. Каква жена бе, батка бе, кола ти барам бе. Колата? Ти си лудак. Зашо бе? Како кола ќе ми бара? Зашо бе? Дајде вестник. Дајде вестник. Купи си вестник, ќе добиеш кола. Мене ќе ми бара кола. Хајде! 8 автомобили секој месец! Најголема награда игра на Нова Македонија и вечер! Нова Македонија вечер! 8 автомобили секој месец! Нова Македонија вечер! За да возиш добра кола, не мора да си бизнисмен. Доволно е да си писмен и да читаш Нова Македонија или вечер. Пак ме брукаш ти. Не бе, друго гледам ја бе. Quando scoprite una novità e trovate un gusto nuovo per sentirvi diversi nei momenti più della vostra vita, quando sapete che cambiare vuol dire fidarsi della qualità, cambiate in dolcezza con il nuovo bagnoschiuma al latte San Marconi, dolce sulla pelle e delicatamente profumato. Con il suo pH neutro non altera il vostro equilibrio superficiale e con lo shampoo per bambini è una nuova linea per tutta la famiglia. San Marconi, bagnoschiuma al latte, baby shampoo, crema lavamani. Il gusto italiano. Keep in touch. Get unplugged. Link Pager. Добро.
Колку емисијата К15 и ликовите што ги остварувате во таа емисија го променија вашиот приватен живот? Како дома? Дома добро, фала. Фала на питање. Па никако, ја не осеќам дека ми е променет односот дома, само што не се гледам со моите од кога почнав да го снимам К15, веројатно и тоа е една од причините што не сум приметил дали е сменен. Не е сменет однос. Зезање на страна. Апсолутно, барем јас колку што осеќам и како што се однесувам јас. Што да ручкаш? Што да ручкаш? Варени јајца. Се знае тоа. Без зонски. Не, да. Не. Кај мене не, кај него не знам, по-специфично е малце. Дали е дома сменето нешто кај мене? Ние го префрливме троседот од другата страна. Тоа вториот циклус, да. Првиот не. Вториот циклус го префрливме троседот, пошто зимно време го стававме вамо да биде до радиаторот. Сега малце кога почна вториот циклус топли, он знае, и го ставивме вака исто фотелјата е тука од оваа страна, пошто не дува малце. Ова иначе друго нема. Брат ми го испративме, отиду во Америка. Ако не гледа сега, чао Владко. Здраво, Владко. Да кажам, малце кратко беше, јас сакам да кажам нешто за Љубиша Ивановски Лепи. Он е режисер, монтажа. И тоа е, ке те упознаваме, дечко. Згоден, карактерен. Многу сум задоволен од него. Знаеш каков тип Многу Лепи? се дружиме. Абе, у секунда, кога да го побараш, у секунда можеш да го најдеш. Овака правиш. Так. И доаѓа одма, еве, сега да помислам да седне до мене, одма ќе дојде. Абе, веруј ми. Што ти реков? Еве го Лепи. Ој па, ама е досаден. Кажам дека еве го Лепи, упознајте се. Лепи, што да кажам, кога седнуваме у кафана, он пие пиво. Едно пиво ќе испие, после наручува текила. Онда ја го гледам и си викам, што, ој по... И ја текила. И другиот ден ни кажуваат дека многу убаво сме си поминале и на двајцата. Тоа е стално дружба има максимална, мислам, тоа е. Добра, доста Нема, ќе лепа, доста, оди. чек. Чевише, Ја малце ќе го пофалам озбилно. Кажи. Ствари не сакам да кажам, чисто да му идам контра. Цело време му идам контра. Неколку сонгови и сите станаа хитови. Нешто за тоа и она што е исто така важно, така ми кажа. И она што е важно, видеоспотовите за тие музички numeri кои исто така се оценети како нешто што во оваа видео музичка продукција кај нас е на некои задоволува некои стандарди кои се на европско ниво. Добро што го постави ова прашање. Музичкиот дел на К15, наречен дуо трио, на вистина е на некој начин, е во цела концепција, меѓутоа на некој начин е и како посебен дел. Снимивме и доработуваме сега уште неколку песни, вкупно ќе бидат 8, сите оние на дуо трио кои што најверојатно брзо ќе се појават и на аудио касета. Композициите ги правиме сами, и текстовите и песните, и потоа ги предаваме на еден човек што се вика Тоше Попсимонов, кој што е и музички продуцент, кој што е аранжер и снимател, и не коригира онаму каде што смета дека треба да се направат корекции, и од неговиот удел во К15 сме на вистина многу задоволни. Да. Тоше Попсимонов? Да, тоа е тој. Овде екипа на Ајден телевизија снимаме емисија за тоа како се правеше К15. Би сакале една изјава од вас. Зашто под мене изјава од која јас се бавам со такви неозбилни причи кои што е К15? Културен магазин да снимавте ќе зборев. За сето тоа снимено во аудио лаб во студиото да се пренесе на телевизискиот медиум, тука мислам дека посебна благодарност треба да му даеме на Саша Зајков, кој многу пати, како и Лепи, како и сите други режисери, сите двајца што работеле со нас, биле у ситуација да уште топла лентата му се предаде и треба да сними спот до Сабајле, треба да преслуша, да го осмисли се. И меѓутоа, еве, спотовите ги видовте, ги виде јавноста и навистина се многу добро оценети. Мене лично Ептен ми се допаѓа. Ispravedi kor od tako do
a де свача, зошто баш кod dom, prezervativ, tako svako dom, hiba potreba, od topol do povelete, zavezete se, što će se da pijete, ne sramete se, povelete, uverete se, će se dogovorime, da luđe sme. Star braće par, paradiva, mlad braće par, hiba diva, mlada devojka, duti diva, vodivata, hiba sliva, povelete, zavezete se, što će se da pijete, ne sramete se, povelete, uverete se, će se dogovorime, da luđe sme. Belja, sobda teda, za dosobda, so doplata, i to. Продавам добро очувани, скоро нови муда за бубрези. Млада професорица дава на часови по математика. Менјам долен веш еднаш месечно. Повелете, завезете се, што ќе се да пиете, не срамете се. Повелете, уверете се, ќе се договориме, да луѓе сме. Повелете, соблечете се, само без бацување, ќе ве молиме. Ladies and gentlemen, праця одморим. Добар ден. Што мислиш за емисијата К15? Па све најдобро. Многу солидна емисија, таков хумор да се немало и многу ми е задоволство ми беше што работев со нив. Значи ве препознав точно, вие работевте во К15. И приватно се дружиме, така да ги знам Васко, Бранко и Бубо, значи некако Тошо Малерот, како Цацко и како Миле Паника и задоволство ми беше да работам со нив. Не ти правеа проблеми нешто, враќање, дубло и она? Па мислам дека тоа е најнормално. Мислам за секого беше тоа, така да нешто посебно не им правев проблеми. Ја бавчата ја разбирам као нива. Не. Ја Дојди кај мене, сама сум. видете нешто свет, надпревар, нива, поле, нешто со своји зборови, ја морам да одам на состанок со комитите. Аха. To. Кога се туширам ја, аха, увек коле доваѓа, аха, док си го сапуѓа бџоле, сапунот ми паѓа доле, и му викам ја на коле.